мислам дека до сега требаше да имам измислена и кореографија на песнава која што иде пам 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 пам, некако така ми доаѓа и ете, како да ви кажам. 19 часот и 30 минути, ајде, добро вечер од мене Елена. Добро дојдовте во 28-то издание на Фидбек со Елена. Тоа значи дека ќе се дружиме еден час повторно. Верувам дека ќе бидеме во добро расположение и ние, а тоа расположение ќе го пренесеме и преку малите екрани да стигне до вас. 21 јуни, што значи дека и официјално, верували или не, ни започна летото и тоа ми се чини од вчера вечер, ноќта. Ни пристигна летото, така да допрва не очекува долго топло лето, меѓутоа ние сме тука за да бидеме освежувањето во етерот, се разбира. И денеска ќе имаме одлични гости со кои што ќе имаме супер муабет, со кои што ќе се дружиме. DJ Брик без него не бива. Брикче, hello. Едва чекам да застанеш овде на пултот и да ни пушташ музика. И се разбира еден куп убави теми и содржини со кои што сум 100% сигурна дека ќе го задржиме вашето внимание. Не мрдајте, почнуваме за кратко, односно веднаш. Ме фативте пак како си играм, но многу нормално. Музиката ни е таква заразна. Повторно ќе кажам, уживам кога имам убави гости, заради тоа што има зашто да зборуваме и овој пат, како да го најавам, се мислев како да го најавам мојот вечерашен гостин, па си реков дека ќе го најавам како урбан, градски каубој, човек кој што со задните сили се труди да ја задржи последната нишка на скопската ДНК. Писател, романописец, драматург, понекогаш и критичар. Човек кој што има многу награди зад себе, тоа требаше и за искра да го кажам, меѓутоа потоа ќе зборуваме за наградите. И едноставно со еден посебен стил на пишување, мислам дека е еден и од најчитаните писатели кај нас во нашата држава, се надевам дека е и пошироко. Но нема јас да зборувам многу за него, ќе зборуваме заедно со Зоран Спасов Дзов. Зоран, повели. Бакавеш со Љубен Луку? Љубен Луку, тоа е стара скопска школа, нели? Па јас не џабе те најавив како скопјанец. А иначе со другарки, вака пријателки, се гушкаш, зашто човек кој нема швалерка, тоа му е едина вака контакт со друга женска. Така? Да, тоа е тоа. Гушкавац. Да, тоа е и толку. Добро. Како си ми? Одлично. Драго ми е што те гледам. Овде те вративме малку од одмор, ама да. Како си помина? Тие неколку денови? Бев на Хрватска, малце грчка, така. Баш убаво. Ти рековме сега со искрати вака со тенни бели, ама ќе поминеме некако. Џабе живиш у Скопје или Цепај сине? Цепај сине, тоа сум ја. Така? Да, тоа сум ја. Тоа е едноставно тоа што е во мене сокриено. Џабе живише посветено нели на овие изгубени, полуизгубени генерации, али Цепај сине. Цепај сине, добро. А Тито мојот предпоследен херој или и јас сум Сирма? Сирма. Сирма е катарза, сирма е експлозија. Тоа ти е као Томи Џери, кој се лапне петардата и кој му експлодира главата, тоа се доживее кој се чита Сирма. Така, се служувам. Кога би требало да одбереш помеѓу писател и, да речеме, драматург? Што е тоа што би одбереш? Писател. Дефинитивно. Дефинитивно, затоа што тука едноставно го оставаш човек сам да го доживее тоа. Сам да го созвакува, сам да си ја креира реалноста, сам да ги доживее емоциите. У театар е фино, све, нели? А меѓутоа, знаеш како тројца ќе се насмеат и ти мора да се смееш. А овде е буквално сам си со својата мисла и со така. Пишуваш на компјутер, куцаш на класично или на компјутер, да. Од 5 до 8 секој се вајле. Од 5 до стварно? Да. И у 8 доаѓа жена, у 8 уствари жена ми се од спална ќе викне ја затварам тоа лаптопот. Готово. Да, идам во кревет, пак морам да се вратам, она иде кафе прави и се враќа и така учи. Јас мора да ја поздравам сопругата и вака и јавно, затоа што ја зборувавме дури надвор од камерите, меѓутоа, многу е битно кога имаш поддршка. Еве, голем поздрав. И ми е убаво кога ќе слушнам така, кога има убави заљубени парови овде.
Умилен писател или писателка? Не мора да се македонски, може да се... Не, Момо Капор, готово. Тоа е, Затворен врва? цитат, да. Добро. Најдобра книга што досега си ја прочитал? Животинска фарма од Орвел. Мислам, тоа е чудно, меѓутоа таа ми Да, баш била чудно, се изборот ме зачуди. Добро, зошто? Да, беше едноставно ми, не знам, се деси нешто кај мене во глава. Исто, може да се каже дека аутостоперски водич, кроз галаксија од Адамс е добра, меѓутоа, оние што ми ги, буквално ми смениле мојот поглед на светот е Животинска фарма. Што повеќе те мотивира, лоша или добра критика? За тебе, упатена кон тебе. Се борам со лошите, не ги сваќам толку сериозно, поготоа на Facebook групи, како ја тоа најпродаван писател, ја ова, ја она. Меѓутоа ми годи добра критика, поготоа која доаѓа од луѓе релевантни, па дури и од обични. Имам ја, например, мейлови ми стигаат, јас сум полицаец, имам 2 мобилни, такви ги цитирам, знаеш, ова, она. И вика, ја книгата твоја 11 пати сум ја прочитал, за Тивам Штркот зборам. А последно Тоа беше првата книга, нели? Првата, а последно нешто е Зоки Поки. Значи од Зоки Поки до Тивам Штркот нема ништо читано и ова 11 пати ја читам. Браво, браво. Ама тоа е тој фидбек што викам јас и од па тоа е тој буш што ме тера да пишувам. Ја да немам таков фидбек, ја не би пишувал. Едноставно, мене публиката ме тера. Кој е првиот круг на читатели? Што ти ја дава критиката? Предпоставувам супругата. Ја ги споделувам, да, жена ми е најголем критичар, тоа ова не може ова да иде, ова бриши го, ова. Ти кажува рака искрено кога не чини. Директно, да. Така треба. Имам круг од 3-4 души што први го читаат текстот, исто критичари, поумерени, али прифаќам секоја критика, скоро. Добро. Кажи ми просек време на пишување книга? Историските фикции се потешки за пишување, тоа е може и 2-3 години кога собереш факти и вамо-тамо. Меѓутоа, најтежок облик на пишување е цепај сине, зашто тоа се афоризми. Тука можеш 4 дена да зјапаш у монитор, да немаш еден збор да напишеш. И рекорд сум постигнал 1,5 страница сум напишал во еден ден. Меѓутоа, таа книга е стварно... Да, совршенство. Утро или ноќе? Утро. Ја рано заспивам, нели, со петлите, али за бајле од 5 до 8 тоа е моето време за себе. Читам и пишам. Само читам и пишам. Кога се куца и кога се чита. Умилен пијалок после напорен ден? У задње време не знам што ми се деси од еден од маркетите, купувам еден радлер од грейпфрут. Аха, баш убаво. Не знам, така се навлеков. Срамота да кажам тоа. Зошто да е срамота, тама работа па сите имаат некаква омилен пијалок. Посебно откако ќе се изрелаксираш, да се издишаш некако. Омилена дестинација? Омилена дестинација ми е Торонто, зашто таму ми живеат 2 деца. И е така еднаш годишно. Дали често, да, дали често. Еднаш годишно идам да ги посетам минимум и они еднаш годишно доаѓаат и тоа е тоа. Да не зборам сега за туристички дестинации. Да. Таму е дел од тебе, така да нормално. Највеќе се радувам кога одам таму. Така. Зов, загледаме на позиција. Ајде. Ајде за почеток некако секогаш ми се наметнува прашањето од каде и кога почна љубовта кон ова што го работите денес, односно пишувањето или искра во твојот случај културата? Ова е чудно. Ја у Корчагин имав сите петки македонски тројка. Значи така ми тргна мене пишувачка. И докажа на македонски дека си пишувач. И уствари 89-та, 90-та, нели, 903-та што го викам ја, бев оснивач на огласник М, па на М-експрес таблоидот и прво почнав во М-експрес да си пишувам онака од мерак по некој текстче. И следен чекор е 2008, што е релативно сега скоро. Трендо ми се јава, јас живам у Канада, морам Скопски, нели се договоривме да зборам. Не, јас поинаку не очекувам од тебе, не очекувам. Очекувам, да. Поинаку од тебе. Ја седам у Канада и ми се јава тренд да идзов, абе напиши некој текст 2-3 страни, он е интересен за Офнет, тамо. Јас седнав, напишав 80 страни искочи текстови кон што ја правам сега напред книга. Се печатеше 2 тиража се продава джилитка и трендо го стави да се даунлодира бесплатно на Офнет и доживеа преку Македонија Офнет таму околу 150.000 даунлода. Тоа викам ова е немогуче, значи не е дека македонци не читаат, само сакаат муфте да читаат реално. И тука ми даде буст тоа
Тоест народот ме повлече, читатели ме повлекоа да почнам да пишувам и после почнав редовно После да тоа пишувам. си почна. Дали некој сте размислувале што би биле кога не би биле ова што сте сега? Која би била втората професија или profession number 2? Ја градежен инженер, пошто тоа учев, Добро, значи добро. докато живот не сум работел и многу сакав да правам брани да ги спасувам луѓе да не се поплават. Значи тоа е хидроинженер. Леле, браво. Епа тоа е детски сништа. Што треба да поседува еден уметник, еден писател, еден човек генерално за да биде успешен во тоа што го работи? Нели, талентот, повторно ќе кажам дека е неспорен. Меѓутоа, многу често знаеме да видиме нели писател и писател, има уметник и уметник, критичар и критичар. Кои карактерни црти може би или што е она што треба да го поседува за да прво народот те прифати, второ јавноста свати дека станува збор за навистина некоја вредна личност и едноставно на крајот и ве вреднува за тоа? Па во сите други сектори во живење потребно е труд 95%, меѓутоа за уметноста е талентот. Да кажеме некој клучен и второ е, тоест може и на прво место е емоцијата. И колку да си талентиран, ако немаш таа емоција да ја пренесеш, ништо не може да постигнеш. Интересно, се служувам. Без емоција апсолутно. Нема, ја и во моите дела играм на емоција. И ја ги сакам да ги насмеам, да ги расплачам, значи точно знам кој ќе плаче, зошто ќе плаче на кој дел. Значи без тоа не може. Добро. Нема Скопје, каде ни е Скопје и што се случува и зошто толку цврсто се држиш до Не зашо. До тоа скопско ДНК пак ја нема да кажам дека овие што се доселени се главни Добре. виновници, главни сме ние. Прво, имавме притисок од институциите дека скопскиот диалект, да не кажам јазик е забранет, дека е натемисан, дека Кумановски може да се збори, Струмички може, Скопски не може. А како па да не? Со србизм е тачно. И тоа е една работа. Втора работа е што фално порано јас сум знаел дали си од Чаир, дали си од Ѓорче и така натаму, не се разликуе. Стварно? Да. И до толку ама може да се примете? до толку. И сега реално беше забрането и на филм, и на литература сегде скопски да се пишува, да се глуми, да се игра. Не ранимај кој еден, на Оди пример. по ѓаволите не ранимај. Оди по ѓаволите не ранимај кој еден, па не оди. Тоа е Кога цуење треба, на- кога треба некога шипцовка, сега се мислам тоа го знаат и гледачите, филм е филм, уметност е уметност, некогаш и колку пати знаеме да видиме и голотија во уметноста, колку пати знаеме да видиме ако е тоа во улога на нештото да се изнесе онака како што треба, тогаш А нешто добро е што младиве се враќаат со скопскиот збор и убацуваат и некои нови као секат што е, нели? Секат, леле, стварно Ама многу тоа- здраве. Ама тоа стана Или скопски увек. збор. Добра бе, увек е тоа. Ама тоа е више скопски, готово. Човече, Човече. чика. Во што повеќе уживате? Во процесот на работа? Што значи додека творите или искра додека организираш некакви настани и така натаму, или пак во самиот производ на откако ќе се заврши се, ќе ја фрлите вака книгата или настанот завршува и тоа е тоа. Ја кој пишувам тоа као труден да сум, значи 6 месец, 7, 9. Растеш. Кој иде у штампа, тоа за мене е пороđај. Добро, тука се пораѓаш? И сакам уште нешто да допишам, не може више. Тоа го чувствувам како дека ми го земале детето, ми го украле бебево, го однеле у дом за сираци. Значи така, све тоа трае додека не е промоцијата. Промоцијата, пошто кај мене се интергалактички, така викаме. Така се титулите, промоции се И тогаш доживе, тоа е крштевката на бебево. Добре. А следниот месец кој ќе, сега нескромно звучи, али кога ќе си видам дека сум најпродаван автор, тоа е катарзата. Да, верувам дека е така и браво, честитки во секој поглед и во секој случај. Убаво го споминавте и двајцата. Колку пати би се случило, излезено е веќе во етер, што би се рекло, јавноста има допир со тоа што сте го напишала, колку пати сте си рекла, леле, можеше ова поинаку? Ја, например, гледам успешно дело сум напишала, onda го читам, јас си ги читам, извини. Не, јас сум патолошкиот случај. И гледаме добро и ми навира. И уствари така ја од
Тимам Штркот, Торонто Експрес е уствари апгрейд на Тимам Штркот, Да, а знам. Цепај сине е апгрейд на Џабе живиш у Скопје. Гледам дека можам уште, дека народот го прифатил и ја Цепај сине уствари исто лексикон еден, што е 5 пати поголем, подебел од и затоа доживеа и така да може да се деси и Сирма. Сега па имам еден притисок од одредена група на луѓе, напишам нова историја на македонскиот народ, феминистичка историја. Опа. Да. Добро. Али, Па се и нас малце да не Ама нема овој феминистички, Сирма е тотално, знаеш. Да. Сирма е жена, 2000 години живее, путува низ времето, натаму намо. И тоа е. Имате ли некакви ритуали пред да се зафатите со некоја посериозна работа, проект, пишување и слично? Ја пред да почнам да пишувам било што, читам. Значи неколку месеца читам и у зависност, нели, што ми е идејата. Сега имам, например, 3 наслова што треба да ги напишам за следниве 5 години, тоа е све у ред си чека. И сега ако пишувам хумор, значи најчесто уживам у Душко Радовиќ афоризмите, а доколку доколку пишувам историска фикција, онда гледам документарци 24/7. Било какви. Значи не може да и за Втора светска војна, за германци, за партизани. Али гледам документарци, тие ме инспирираат страшно. Да, интересно. Ватко и од овие Горан ми поновиве се- пејачи, има нешто што ви се издвојува? Зборувам сега за поп звезди, еве не знам, Каролина, Тамара, Дани Димитриевска, Бени го спомнавме. Значи, ја не ги ценам сега реално, пошто ја немам слух грам. Значи, покрај тоа што јам победувано на фестивали музички, као пејач, ама немам слух. Тоа е друга приказна. За мене кралот на македонската музичка сцена е Бени Шеќири. Добро. Крал, не крунисам. Не, Он Бени знае, е он одличен. знае со одличен. публика, он знае све. Не добрам сега за вокални некои атрибути. Не, сум го гледала на живи Ето, настапи. тоа е- Еден тоа е- перформативниот Тоа е дел. чудо. Тоа е заштитно лице на Скопје. Браво. Пред да продолжиме со твојата numera, Брик, ти дојде времето. Ајде, Ајде едно кратко, малце комплексно прашање. кратко. Кратко, ама комплексно, тоа ми се свиѓа. Малце Ајде. комплексно. Пукај што би рекла Би јас. биле министар за култура. Што Кој? би промениле? Двајца. Да. Ја многу сакам да бидам министер за култура. Стварно, одма денес да ми понудат, одма идам, добар ден, добар ден. Ама што би променил? Што би променил во Прашањето. моменталнава? Одма, у секој медиум треба да има редакција за култура, со минимум тројца новинари од областа на културата. Да има емисии, минимум 3-4. Значи не може да има портал ако нема рубрика култура. Прво е одма. Со закон, со декрет, нема се затвара на стрелање и да, значи не ме интересува. Ето. Добро. Да. Одиме со втората numera, номирата да на ДЗОВ што се вика Џабе живиш у Скопје во избедба на Цеки. Ајде ја слушнеме, може? Може. Може. Добро утро, драги слушатели. Затварам очи, се телепортирам пред путник 80 и некоја. Цеки, оди си дома и искочило нешто, не доаѓа ми рекоа. Надвор е зивра, шо дека е пролет, која коча не измрзнавме. Мене па уши ми горат, слушам нешто ми зборат, по бољи живот идеме. Џабе живиш у Скопје, на шо се надаш, друже мој, денес ништо више не е исто, нит си ти истиот тој. Џабе живиш у Скопје, џабе сањаш, друже мој, денес не е никој со никој, нит е она на истиот број. Затварам очи, се телепортирам пред путник. Путник, на времето. Ајде само на кратко во кратки црти за numерава. Зошто баш Цеки ти одбра да ја отпее Цеки? Не. Или? Не. Со Цеки се знаеме буквално од прво деление, можда таму Добре. на Рингишпил идевме заедно. У Кирил Фечевич На имаше Рингишпил. Рингишпил, да. Океј.
така ни се вкрстија подоцна патиштава, он инспириран од моето дело, он напиша 2 песни на мои книги. Тоа е реткост во светскиот, например, текови на културава, така да Џабе живиш од Скопје е за таа истоимена книга и Цепај се не истоима. Ја направи, ова е уствари химна на Скопје, буквално. Значи не правам тука компромис, тоа е химна. Спотот го направив јас, значи со инсерти од МТВ, со ова, со она. Го вековечевме и многу е пивлива и лани обори рекорди од гледаности на YouTube и се. Цел си со рекорди, со награди, со чуда. Тоа е неверојатно нешто. Удиме со реклами и да ја привршиме денешната емисија. Се враќаме во студиото по рекламите и за жал ке кажам никако вака ми летна времето и остана време само за уште последното прашање, тоа е фидбек, нели? Зашто ми се вика и емисијата фидбек? Воедно да ве прашам, кој е фидбекот од тоа што го работите и од тоа што сте? Најтешкото прашање е на крај. Да. Мораше. Морално беше, бади. Да. Морално беше пиги. Пиги. Да. Фидбекот ке мене се извини што ти влетов. Ама ке мене е страшен фидбекот од публиката. Ке мене тоа се гледа, значи од број на продадени, прештампувани тиражи. И тоа ме мотивира да пишувам, да ви реков. И едноставно тоа што го правам, а поготоа што целиот приход од продажбата на книгите иде во добротворни цели од сите мои книги. Тоа е уште поголемо. Да, јас сум донатор на детско село, минатата година правев игротека заедно со издавачот на детска клиника, со читална, со книги и тоа ме прави посебно. Да, и знаејќи дека правиш нешто добро за децата и за општеството генерално. Тоа е тој фидбек што ми ја стварно. Одлично. Пред да завршиме само, имам да ви дадам еден подарок од нашите спонзори. Сега ќе ме пуштите да си седнам вака меѓу вас. Одлично. Ете вака, ова е од Саманта, односно Лариф. Повели Искра за тебе еден парфем и благодарам на мајка ми. Софи за тебе еден парфем. Да, еве вака сега ви благодарам уште еднаш на разговорот. Навистина ми беше големо задоволство што ве имав овде во студиото. Се надевам дека ќе се видиме во многу други прилики, не во следна, него во многу други прилики, бидејќи разговорот само што ни започна. Да. Никако имам чувство дека останавме недокажани. Така. Овде ќе им кажеме чао на гледачите. Се гледаме, се разбира, следна сабота во 19:30. Партизанче и динче, и ја сака Македонија! Огрид, Скопје и Конопје, Сокаринче, Хероинче, Вучичка и Станче.